Еве овдека во центарот, на плоштадот во Вадус. 2 часа пред почетокот на натпреварот раздвижено, а раздвиженоста е поради македонците кои што дојдоа да бодрат репрезентацијата. Тоа што беше најавено го гледаме овдека на лице место, а тоа е дека македонците се дојдени во темна облека со обележје на Македонија, но сепак превладува црната боја како почит кон настраданите во пожарот во Кочани. Се наоѓаме на плоштадот во Вадус на 2 часа пред почетокот на натпреварот Македонија-Лихтенштен, и тоа што во видеото претходно го кажавме се забележува, значи група на македонски навивачи дојдени да бодрат Македонија, но превладува црната боја во почит кон настраданите луѓе млади деца во пожарот во Кочани. Со нас тука е нашиот пријател Наце Митев со Ѓорги, со најмладиот македонски навивач кој што веќе има своја популарност. Па еве Наце, дојдовте од Германија, како што беше најавено, вие доаѓате со организација на оваа вашата група од Струмица. Колку луѓе сте дојдени? Ние сами се организираме од прилика бројката, што знам од информација, околу 1500 луѓе има. Кој од Германија, кој од Италија, од диаспората. И од Швајцарија може би сигурно близко, да, тука за тоа што им е близко. Уште има апел за сите да бидеме во црно. Како што гледам доста се почитува тоа, да. Се почитува сите се во црно, да им дадеме почит на трагично загинатите во пожарот што за големата трагедија што не снеде цела Македонија. Слава е. Ова е нешто различно од сите оние твои и на групата одења, патувања за да се бодри македонската репрезентација, дали на фудбал, на ракомет или на нешто друго. Ова е нешто сосема различно од сите тие, токму поради оваа трагедија, но сепак еве тука сме, не треба да се затвори народот, значи треба да останеме на патот само со некое поголемо искуство од ова што се случи. Овој натпор ќе биде посебен, затоа мирен, без навивање, без зурли, без тапани. Сакаме мирно да го проследиме, сепак ќе биде посебен. Прв пат се соочуваме со таков натпревар. За жал не сакаме така да биде, ама тоа е тоа. Сакаме да го дадеме, дојдени сме тук да го дадеме максимум од нас, да ги бодриме нашите фудбалери. Некој пат нема да ги оставиме сами, па и у најтажните моменти и ние ќе бидеме со нив и денеска некои одиграат за жртвите од Кочани. Така е, сакав само уште ова да потенцирам, оние маички што се организиравте, што ги направивте, ти ја носиш сега поради Ѓорги, не можеме убаво да видиме, но ќе Не, оваа е друга маичка, оваа е од Џамбас. Така, друга е ова, да. Посебна порака, али маичките сега се тука. Така, за почит кон децата починати, но има и една друга димензија, средствата што ќе ги соберете од овие маички ќе одат во хуманитарни цели, мислам? Ќе бидат наменени на некоја од фамилиите од настраданите за патни трошкови, за што и да им се најде. Што и да им треба, да, затоа што од тие тажни моменти се на секој му е потребно. Јас ќе те оставам со Ѓорги да посакаме Македонија да победи, очекуваме сите и се надеваме, треба ова да биде една сигурна победа на Македонија. Се надеваме.
здравје Божје, да се гледаме на надпреварите на македонската репрезентација, дали фудбалска или било која друга, со поубаво расположение и онака како што знаат македонските навивачи да направат атмосфера. И како и да одиграт нашите играчи днеска, нема ништо да им замераме, затоа што и они се погодени од настанот, од трагедијата. Меѓу нив има и двајца фудбалери, меѓу кои сите заедно што се играли, и затоа как и да заврши резултатот за нас не е битен. Битно е важно е да се одигра, да се мирно, така, да биде мирно. Ти благодарам, Наци. Фала. Во 3 часот Македонија игра со Лихтенштен квалификации за светско првенство. И како што во неколку видеа претходно споменав, оваа атмосфера помеѓу навивачите кои што се дојдени од овие поблиски земји до Лихтенштен, да кажам, од Германија, од Швајцарија, еве имаме и македонци кои што се дојдени директно од Македонија, имаме од Охрид, имаме од Скопје. Овие наши дечки доаѓаат не само на фудбал, значи во разговорот пред да уклучам да снимам, го имаме, како ти името? Го имаме Илија, кој што бил и во Словенија, еве на надпреварот претходно, на ракометниот надпревар. Се чувствува, дечки, се чувствува, пошто патувате постојано, се чувствува дека ова не е, дека никогаш вака не било чувството кога играла македонска репрезентација. Ја нема онаа еуфорија навивачка убава на која што сме навикнале. И само во почист, заради почит кон настраданите во пожарот во Кочето. Ајде да ми споделиш нешто, Илија, еве за Словенија кажи ми, не мора ова за денеска да те прашаме за таму. Беше таму, тоа беше уште не навикнати, уште во шок од тоа што ни се случи. Значи беше наредниот ден. Баш, другиот ден, баш. Како што кажавте сами, една од моите најлоши утакмици што сум ги гледал во мојот живот, утакмица која што не требаше да се одигра. Жално, пред све, без никаква еуфорија, да гледаше на таква утакмица е воопшто и подобро да не си на таква утакмица. Се уште таа трае еуфорија и овде кога се гледа нема музика, нема забава, нема еуфорија, луѓето со навадните глави, сепак има навивање, сме поминали. Сепак, да, тоа исто така сакам да го кажам за почет, без разлика на тоа што одлучивме сите ние да биде така, да биде во темна боја со едно минимално обележје на Македонија, значи се чувствува меѓу луѓето дека навистина тага има, нели? Ајде само кажете ми кратко, еве, за патувате стално, претходно како те имате само? Гоце. Така, од Скопје. Почесто одите на ракомет, но еве се решивте и во Лихтенштен тука да дојдете. Видете, почесто одиме на ракомет од причина што ракометот има некаков континуитет во спортот, затоа што ете европски светски првенства имаме некои редовни учества, но ете желбата е голема да дадеме поддршка на нашите фудбалери. Дај Боже, бевме и во Букуреш на единственото европско првенство. Сите сме со надежда дека ќе успееме и некое светско, па и повторно европско да се пласираме, така да кога ете се работи за Македонија, едноставно и во вакви тешки моменти се одлучуваме ете да дадеме поддршка. Патувавме преку, би рекол, 3 држави, слетавме во Германија, спиеме во Австрија, гледаме надпревар во Лихтенштейн, се враќаме утре исто така да за 2 дена правиме некоја турнеја, се со цел да дадеме поддршка и почит кон настраданите наши. Ти благодарам. Ќе ни кажете вие нешто или тоа е тоа? Ви благодарам, дечки. Нека победи Македонија и Овој моменти само така.